На казна до животен затвор се осудени 7 обвинети за терористичкиот напад во Кумановска дива населба, а 13 обвинети добија казна од 40 години затвор. На казна затвор од 20 години пак се осудени 6 обвинети, 2 години помалку доби еден обвинет, а по тројца обвинети добија казна затвор од 13 години, еден од 12 години. Четворица од обвинетите добија ослободителна пресуда, бидејќи како што истакна судијката, обвинителството не доставило доволно докази. Денешното судско рочиште во Основниот суд Скопје 1, на кое се соопшти одлуката за 37 мина обвинети за тероризам и терористичка организација, започна без обвинетите, кои одбија да влезат во судницата. Рочиштето се одржа со речиси двочасовно задоцнување, во услови на силно полициско обезбедување околу судот. Судскиот процес започна на 9 февруари 2016 година, кога обвинетите, членови на терористичката група, што се во притвор со високи безбедносни мерки, беа спроведени во судница. Најголем дел од обвинетите потврдија дека биле во Куманово, но пред судот тврдеа дека во Македонија биле дојдени да одржат пресконференција за Охридскиот рамковен договор. Во меѓувреме, додека во судот траеше рочиштето, неколку полицајци интервенираа откако непознато лице се приближи до нив, при што им се обрати. Човекот се доближи и му кажа нешто на еден од полицајците, пошто останатите припадници на МВР му го одзедоа ранецот и најверојатно го однесоа во полициска станица. На 9 и на 10 мај 2015 година во Кумановската дива населба вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и од посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени, убиени беа и 10 лица од вооружената група.